сакам да те прашам, еве, како почнавте да се запознавате со другите, со GP, со Стефанатор, со Иван Ајнштајн, еве, го Да. спомна. Јас би рекол дека преку YouTube, преку истиот преку YouTube се разбира. Да. Со Иван се запознав можеби меѓу првите. Значи тоа беше уште во Битола, кога имаше хип-хоп награди, Иван беше делото и тогаш се видовме, значи тогаш бев јас онака Тазе беше тука почетник скроз. А Иван исто така мислам дека тогаш почна поактивно да снима. Тогаш се запознавме, нешто влог снимивме она. Да. А со другите после некако природно се случи тоа. Можеби од нивен аспект тоа што јас го викав сега кога некој појќе ќе почне да се пронаоѓа во тоа што го прави, ќе се одбери во што сака да се насочи на YouTube. Мислам дека можеби и тие исто да го гледале кај мене. Ако гледам сега вака наназад на пример. И природно се случи да се здружиме, да се работува. Да се запознам со нив и да снимаме видеа. Да. А било многу убав период. Памтам тие склопки, правевте многу видеа заедно со Да, Иван, па после почна и со GP, мислам дека исто имате снимено да, видеа. па горе долу јас мислам дека со сите. Со сите така. Да. И вака, пример, не сте, предпоставувам, немала некои споредби, пошто тогаш YouTube беше како многу заедништво. Сега гледам, читам вака по интернет, пример по Инстаграм да речеме, читам многу споредби, овој е некој, не знам, овој лошо снима, него бива, овој е подобар, овој е полош, овој е овој. Мислам дека во тоа време немаше такви Може би малци имало некои коментари, ама мислам дека претежно на YouTube е поздраво за тие работи, затоа што нема толку споредби. Мада има секакви, има се и се што така ќе речем. Иако јас со 90% ги почитувам и се комуницирам од време на време и уште се дружиме. Да, ама баш има секакви, значи со некој што не си бил толку близок, па ќе сте биле во комуникација, дали на пример ќе се оттргни во некоја смисла. Да, добро, со некој повеќе, со некој помалку, тоа е нормално. Да, има некој па на пример ќе станат популарни па вика кој те шиша. Сега зборам општо, да, значи не потенцираме. Што сум слушал. Да. На пример ќе стани популарен, претходно си му помагал, тоа нема. Да, го снему. Нема да те да. Едноставно кој си ти? Точно. Има и такви, и тоа мислам стана да речам. На почетокот мислам дека не било така, ама сега почесто мислиш дека има? Да. И јас дефинитивно. тука се сега не пратам толку кога исто како кога сум снимал активно, ама мислам дека сега го е позастапено од порано. Да. Тоа сака да те прашам исто, дали контактираш уште со другиве, да кажам? Да. Не толку често, ама да, и со многу од нив се комуницирам, се случува да му се јавам, да се видиме, сега и јас сум многу зафатен, и тие се сигурно многу зафатени некој. Да, меѓутоа и ти, може би да студираше тука, ќе беше можда подруго, меѓутоа затоа што студираш у странство, знам како е, имам пријатели, другари, роднини у странство што студираат и потешко е. Да. Затоа што ти кога ќе дојдеш тука, гледаш претежно со поблиските да се видиш и со тие што сакаш да држиш контакт и да се гледаш вака да кажеме еднаш годишно или два пати годишно, не ти дава времето и условите. Мене ми е интересно тоа што има луѓе што една година, 2 години не сем, кога ќе се видиме, истите сме, ме сваќаш? Да. Нема како некој попречување во разговорот, затоа што не сме се виделе, не знам, 1 година, 2 години. Да. Туку буквално како вчера да сме се виделе, уште си сме истите, опуштени. Уште е тој истиот муабет, си го имате. Истиот муабет, да. Па тоа со Васил викаме, ако си го имаш муабетот, небитно и 5 години да се немате видено. Кога ќе се видите, баш после 5 години ако не сте се виделе, ќе имате башо да си кажете. Да. Така знам и јас така, кога не сум се видел со некој, пример, не мора да е година, и 5-6 месеца да не сум се видел, кога ќе седнеме исто ко вчера, завчера да сме се виделе, а и баш кога не се гледаш почесто, баш имаш и што да си кажеш. И муавет имаш, пример,
ти можеш да му кажеш што си правил проследиве 6 месеци, зашто не знам што си правил, што си се подобрил, нешто може си имал проблем, па он ќе ти каже, па тука совет може некој ќе ти даде, ти на него, он на тебе и... Да, тоа е... Затоа, секогаш сум бил да се има што повеќе контакти у било каква ситуација. Не мора да е тоа, пример, да ти затреба некој човек, убаво е едноставно да имаш што повеќе контакти. Да.